Здраво друштво, здраво за стрелците. Ова е видео за вас и за пораките кои ни ги праќа Тарот, а се однесуваат на втората половина од месец март, односно последните 2 недели. Значи временски ни се врзани видеата, затоа е добро да не заборавате да се претплатите, да се добиват известувања кога доаѓаат овие видеа и навреме да ги чуете пораките, се разбира. И сега да не должиме многу, за стрелците, да видиме што има овде. Мислам дека еден дел од вас живеете вие со некаква тежина, со некој товар. Ова не е физички товар, ова е товар ова е нешто што се одвива во вашата душа. Вам некоја тага или некоја тежина ви се вгнездила. И таа си живее во вас. Меѓутоа вие сакате да се презентирате во поинаква состојба од она во која навистина се наоѓате. Вие сакате да изгледа дека добро стојат работите, имате се под контрола, вие се презентирате совршено спокојни. Меѓутоа, длабоко во вашата душа гори некој оган. Сега, ова предолго трае, за дел од вас. Ова предолго трае, вие сте се навикнале да се живеете со ова, меѓутоа периодов ќе се случи нешто надворешно, од надворешни услови, поттикнато, што ќе ве направи вие да направите некаква промена. Вие ќе мора да преземете нешто околу оваа ситуација. Може би вие едноставно ќе одлучите да ставите крај, зашто ова предолго трае, вие не може да се носите со толков товар. Може би па нешто однадвор се случува, нешто многу убаво, кое ќе ве стави во ситуација на избор. Вие ќе мора да донесете избор, а ќе имате премногу можности за избор. Вие имате многу можности за избор. И ќе бидете ставени пред ситуација да изберете. И ќе мора да се впуштите во нешто ново, нешто за овде е за вас нешто многу непознато. Немате представа што доаѓа кон вас. Нема да ме плашам, убаво е, многу е убаво што доаѓа, меѓутоа апсолутно не се ни надевате дека доаѓа кон вас. Значи, дел од вас пак, нешто за вас завршило. На нешто му дошло крајот и вие не можете да се помирите со таа состојба. Иако, се извинувам, иако имам чувство дека вие често се наоѓате во ваква ситуација. Ова вам ви се повторува некако, постојано истото. Влегувате во нешто, завршува, сте тажни, сте потиштени, повторно влегувате во ново, па завршува, па сте тажни. Меѓутоа, сега е момент кога од вас ќе биде побарно да донесете одлука. Може би сте само во некој конфликт. Може би некаков конфликт се одвива. Па вие ќе мора да донесете одлука, да се впуштите во ново, да излезете од ова. Вие сега веќе ќе мора да излезете од овој оган. Може би сами се впуштате во него. Може би со мислите се впуштате. Може би правите нешто и се впуштате секогаш во некаков оган. Меѓутоа, има една енергија, има овде нешто сосема ново и непознато доаѓа кон вас. Може би пак вие сте се научиле да живеете во ваква ситуација, каде што секогаш горите внатрешно, сте со тежина, сте со товар, постојано нешто завршува, нешто му доаѓа крајот, постојано се навраќате на тешки мисли. И сега доаѓа кон вас некоја сосема нова енергија, сосема непозната. Може би доаѓа од некој кој е во знакот исто, во знакот на стрелец или подзнак е стрелец, може би е лав, може би е некој повозрасен од вас, може би е некој кој се грижи за вашата добра состојба. И тој некој ќе направи нешто, ќе ви донесе некакви вести. Дека ќе ви донесе вести, тоа е сигурно. Ќе ви донесе вести, сега зависи. Кај сите ќе биде различно. Кај тие што чекате завршница на некој судски спор.
ќе ви донесе вести дека завршило во ваша полза. Вие ќе бидете среќни, премногу среќни. Ќе ви донесе вести дека некој циклус завршил, на нешто му дојде крајот. Овој пат ќе се радувате за некој крај. Конечно дојде време вие да се радувате и да бидете среќни за некој крај. Имам чувство, може би некој во знакот на риби или рак, може би некој тако, доаѓа со некаква понуда, ќе ве издигне некако повисоко, ќе ве крене од таа ситуација во која горите. Може би таа негова понуда или пак нешто што му се случува нему, а вие близок, мислам, може би партнер, може би на работа, зависи нешто, тука нешто директно е врзано со вас. Нешто ќе се случи, нешто убаво ќе се случи и тоа вас конечно ќе ви издигне од овај оган. Конечно ќе излезете од оваа ситуација. Значи, ова се надворешни услови. Ова некој однадвор ќе го направи за вас. Со некоја ситуација нему што му се случила, со некоја ситуација во која вие сте директно поврзани. Значи, стрелците се во некоја конфликтна ситуација цело време, меѓутоа верувајте ми дека доаѓа нешто сосема непознато, дури ни овде сега ние не можеме да знаеме што е. Е сосема непознато, можеби за вас тоа е многу страно и туѓо, затоа што никогаш не сте биле во оваа ситуација во која ќе дојдете, се разбира, а вие многу добро знаете како е да се биде во оваа ситуација на тежина, на тешкоти на мислите, И сега конечно работите земаат нов правец кој дури едноставно не може ни да си го замислите ни во сон. Исходот, верувајте ми, ќе биде премногу предобар ќе биде исходот. Може би се уште не е конечно дојдено времето за исходот. Сега во овој период се одвива крајот на сето она што ве мачи и ве измачува. Тоа е тоа што би можела да го кажам за стрелците. Од ова што го гледам, се разбира. За крај само да не заборавиме да го направиме оно што го правиме секогаш, нели на крај, вие ќе се замислите желба или пак прашање на кое му сакате одговор. Јас ќе ви кажам кратко со да или не, или кратка некоја порака. Ова се премногу карти, не може овие да ги земаме. Значи, да видиме каков е одговорот за стрелците. Се надевам, мислите желба, само да видиме, да, не. Добро, што не сака да паднат картиве како што треба. Еве, оваа прва ќе ја земеме. И ова значи исполнување на желби. Значи, како да се каже, подобро за вашата замислена желба, освен со исполнување на желби. Дури и посреќни од тоа што очекувате. Дури и позадоволни. Значи, апсолутно да. Па, драги мои стрелци, тоа е тоа што можам да ви кажам овој пат. Се надевам чувте нешто што ќе ви води и до следното наше видео ве оставам во добри мисли и во добро здравје. Чао, чао.